Владата ќе чека здравствениот систем да колабира за да воведе полициски час. Барем вака најави првиот човек на Комисијата за заразни болести Караџовски, кој рече дека според него од оптовареноста на болниците би зависело дали во земјата ќе има карантин. Во моментов мерките што сме ги предложиле 4+3, тоа се 7 мерки, се надевам и ја, крајно е време утре да се усвојат, дека имаме состојба слична на полициски час. Ако видиме дека и тоа не дава никакви резултати, односно, вие ме прошате до кога треба да одиме, дали некоја бројка ни е репер за нешто. Еве ја ќе речам што е тоа репер. Здравствениот систем да колабира. Тоа е репер за некоја држава да рече слушате луѓе кај одиме. Или да имаме толку многу хоспитални и толку многу услови во болница кои што не можеме да ги издржиме, па да направиме нешто друго. Од Министерството за здравство пак велат оти полициски час не е решение за проблемот со пандемијата која коси во земјава. Актуелните мерки кои ги предложи комисијата овој месец, меѓу кои мерката за носење на маска на отворено, забрана за работа по 23 часот и ограничен капацитет на патници во јавниот превоз, биле доволни за да се спречи ширењето на вирусот. Граѓаните во паника бараат посериозен пристап од страна на надлежните институции, но и одговорност од министерот. Треба подитно да побарате помош од некого. Очигледно немате начин како да се справите со вирусов. Погледнете каде се наоѓаме. За оваа бројка некој мора да понесе одговорност. Карантин и превземање на приватните болници за лекување, затоа што ќе ни се случи катаклизма. И додека властите во Македонија спијат, земјите во Европа веќе ги заострија мерките за да го ублажат ударот од пандемијата. Француските власти воведоа полициски час во Париз и во уште 8 други градови, кои ќе трае од 21 часот до 6 часот наутро. Во Чешка до 3 ноември ќе бидат затворени училиштата, баровите и клубовите. И Холандија ги затвори баровите и рестораните. Од денеска мерките ги заострува и Словенија. Таму властите го стопираат движењето помеѓу општините. Мерка која ќе биде во сила 7 дена. Словенија во саботата ги затвори сите продавници освен оние што продаваат храна и основни потреби, а воведе и забрана за работа на фризерски и на салони за убавина, велнес центри, базени, кина, театри и спортски сали.